Денеска сме во посета на општина Каварци заедно со градоначалникот Митко Јанчев, заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коци Трајановски, заедно со пратениците од општина Каварци, разговараме за еден голем капитален проект кој што во суштина треба да го забрза развојот не само на општина Каварци, туку на целиот Тиквешки регион. Се работи за изградба на обиколница на градот Каварци, кој што треба да помогне во подобрување на условите за бизнис, во подобрување на комуникацијата, во растаретување на сообраќајот кој што се случува во моментот низ самиот град, а во перспектива да отвори и сериозни можности за развој. Заеднички се договоривме да јавното предпријатие за државни патишта пристапи кон проектирање, кое што треба да се заврши во најбрз можен рок, и исто така се договоривме од буџетот на Република Македонија да се определат средства со цел оваа обиколница да се заврши. Не би сакал да давам рокови, но она што можам да го кажам е дека ќе направиме се во текот на овој прв мандат на владата на ВМРО-ДПМН оваа обиколница да се заврши. За таа цел утре на седница на влада јас ќе поднесам информација како ресорен министер за состанокот кој што го имавме денес и ќе предложам заклучоци со кои што ќе се задолжи ЈПДП да направи проектирање на оваа обиколница во соработка со општина Каварци, а после тоа да се пристапи кон изнаоѓање на средства и секако изведувач кој што ќе заврши обиколницата. Исто така бевме и во посета на неколку улици кои што се реализираат со поддршка на проектот кој што го води Министерството за транспорт преку Светска банка, а можам да најавам дека следната година преку средствата кои што ќе ги добие општина Каварци ќе има сериозни инвестиции, за тоа повеќе ќе зборува градоначалникот, и дополнително на тоа можам да ветам околу 1,5 милиони кои што ќе одат за реконструкција на улици кои што ќе одат следната година. Морам да потенцирам да кажам дека општина Каварци го помина нивото на инфраструктура, каде што е една од подобрите општини во Македонија со инфраструктура во делот на сообраќајната инфраструктура, подземна инфраструктура, со атмосферски канализации, колектор завршен комплетен, и работиме на стратешки поголеми проекти. Денеска покрај тоа што ја посетивме улицата Ѓорѓе Соколов, тоа е нова улица изградена и проширена од заемот кој што ги имавме преку Министерството за транспорт и врски, и е предпоследна од проектот, последна ќе биде 25 мај како улица. Вкупниот заем беше за општина Каварци определен од 1.150.000 евра и е комплетно веќе реализиран. Ние денеска извршивме и презентација пред директорот и пред министерот на заобиколница за општина Каварци. Општина Каварци е втора општина по територија во Македонија. Општина Каварци е со 2% невработеност и општина Каварци е втора во бруто домашен производ во делот на приходите на државата. Сето тоа укажува на една многу голема развиженост, една голема индустрија и на потребата од градење на заобиколница. Општина Каварци иницијатира нов генерален урбанистички план кој што содржи негово проширување за идеен развој и за индустрија и за домување. Меѓутоа, со градењето нова заобиколница, која што и како има потреба да се изгради, че се дигне нивото на квалитет на живот на градот на многу повисоко ниво, односно по оние наши мерења 2 годишни што ги имаме, некаде на дневна основа влегуваат по 1000 тешки товарни возила или така наречени шлепери, кои што го поминуваат над 70% од градските улици. Со тоа тие возила ќе се стават надвор од градските улици, нема да ги вознемируваат граѓаните, нема да го отежнуваат сообраќајот и во оние рани утрески часови нема да имат вознемирување на жителите на општина Каварци. Верувам дека ова е капитален, добар проект со неколку милиона евра кои што треба да се заврши. Знам дека не може преку ноќ, меѓутоа со квалитетно и ажурно работење, како што денеска се собравме тука заедно со министерот, со директорот, со пратениците да го презентираме, да се отпочне иницијативата, уште утре да оде одлука на влада. Верувам дека во наредните години дека оваа заобиколница ќе биде изградена и ќе биде многу побезбедно за жителите и за сите оние кои што транзитираат низ општина Каварци. Очекувам да движиме во прав правец, како што кажа и министерот, со оние 100 милиона евра кои што ги имаме и со наредните 250 милиона евра владата кои ќе ги подели сразмерно по општините по глава на жител. Општина Каварци, како што кажав и претходно, инфраструктурно, урбанистички е нескромно добро уредена општина. Ние со тие пари ќе работиме на проект кој што веќе го имаме, комплетна гасификација на општина Каварци. Општина Каварци биде меѓу првите општини
кој ќе добие класификација и за индустријата, за јавниот сектор, меѓутоа и за индивидуалното и за колективното домове. Со сето ова на крај, кога ќе го заокружиме, ќе добиеме еден голем бенефит, ќе добиеме подобар живот и пред се она што 10 години го зборуваме уназад за позагадени општини, за екологија и за сето друго, мислам дека сме во прав правец да постигнеме добар живот и во делот на загадеността во општина Каварци. Обиколницата, според првичните проекти задачи кои што ги имаме на општинско ниво, некаде на околу 14 км, почнува последни година и завршува со оригиналниот патен правец кој се врзува за Витачево или за Мајден, каде што имаме подпишано меморандум со Република Грција и заедно со дотичните министерства за изградба на гранични преми. Така да ова заобиколница ќе добие и пооригинално значење и функционалност за самиот гранични преми. Ја поздравам иницијативата на градоначалникот за правење на заобиколница околу Кавадарци. Ова треба да го правиме и со сите други градови, меѓутоа Кавадарци е еден од поиндустриските градови во Република Македонија. Кажа градоначалникот колку се камиони, тоест тешки возила поминуваат низ централното градско јадро. Имаме еден абсурд каде што низ градот поминуваат патишта кои што се регионални, кои се под надлежност на државата. Со правењето на заобиколницата, овие регионални патишта нема да бидат веќе под надлежност на државата, туку ќе бидат под надлежност на општината, а со околу заобиколницата ќе се овозможи да се растерети сообраќајот градот Кавадарци, а воедно исто така ќе се овозможи голем развој на општината Кавадарци, веќе сите знаеме дека околу заобиколниците и автопатиштата никнуваат многу стопански, па и стамбени објекти во зависност од тоа како ќе ги проектира општината Кавадарци, така да сметам дека ова е многу добар проект и воедно го поздравам и ја поздравам и поддршката на министрот за транспорт и врски за правење на вакви заобиколници околу Кавадарци и останатите градови, со што ќе овозможиме ние Република Македонија да има поголем локален економски развој.